Американскиот државен секретар Мајк Помпео изјави дека Соединетите држави веруваат оти Иран е одговорен за нападите со кои биле оштетени два танкери за нафта во близина на Персискиот залив. Говорејќи на пресконференција во Стейт Департментот, Помпео рече дека проценката е заснувана врз разузнавачки информации, употребеното оружје и нивото на експертиза потребни за извршување на операцијата. Според него, ниту една група која работи во областа нема ресурси и вештини за да действува со тако висок степен на софистицираност. These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable campaign of escalating tension by Iran. Тој рече дека Соединетите држави ќе ги бранат своите сили и интереси во регионот, но не даде никакви детали за какви било планови. Вашингтон го обвини Техеран дека стои изад сличните напади на 12 мај врз 4 танкери во истата област, преку која поминува голем дел од нафтата во светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, истакнувајќи ја длабоката загриженост за инцидентот, додаде: I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region. Тензиите меѓу Иран и Соединетите држави, заедно со сојузниците, вклучувајќи и Саудиска Арабија, се зголемија откако американскиот председател Доналд Трамп во минатата година се повлече од договорот меѓу Иран и глобалните сили, кој имаше за цел да ги спречат нуклеарните амбиции на Техеран. Вашингтон воведе санкции врз Иран. Неодавна Трамп испрати носач на авиони и бомбардери на Блискиот Исток, а како причина за тоа ги наведе разузнавачките извештаи за можни напади од страна на Иран.